се работи за два интересна предмета. Едниот е против затворски чувар. Видите ги сликите? Нека камерите ги доближат. Ова се случува во нашите затвори. Ова е златната документација на од кога и постои институцијата да е куп предмети против затворски стражари и против полицајци. Овие се материјални докази. За да овие одаат во обвинителство и тамо не можат да го видат денот никогаш. Дозволете уште еден случај кој многу боли за дете, а се работи за полициска постапка. Уште еден, овој човек, наш граѓанин, бил претепан на таков начин што го натерале после да каже дека паднал од скалите. Однос на детето. До каде оди полициската злоупотреба за политички цели? Уште пред 5 години се случи настанот. До ден денеска немаме одговор од јавното обвинителство, затоа што таму ги фативме со видеозапис. Полицаец за партиски цели влегува во училиште. Малтретира дете внатре, во училиште, држи ред, со цел учениците да не искочат надвор, да искажат револ по однос на екстерното тестирање или нешто друго. Средношколските фантастики. Да. За да овде ќе нагласам како работеше секторот за внатрешна контрола. За да секторот за внатрешна контрола толку непрофесионално го одбива, затоа што, а се работи за мачење, вика родителот пријави, па после се повлече. А од прислушкуваните материјали дознавме како работел тој сектор.